Продолжуваме со емисијата Индирект. Како што ви најавивме на самиот почеток, во вториот дел ќе зборуваме за трчањето. Ги имаме Александар и Весна Кираџиеви, брат и сестра кои што долго време се занимаваат со трчање, најдобрите македонски тркачи на годинешниот Скопски маратон. Добре ни дојдовте во емисијата Индирект. Добро ја најдовме, благодариме за прекрасната најава и благодариме за тоа што имаме можност да присуствуваме во вашата многу гледана емисија, популарна. Ви благодарам. Александар го освои ти 6-то место на годинешниот Скопски маратон, така? Да, ама најдобар македонец. Најдобар македонец, како што кажавме, со резултат 2 часа, 41 минута, колку секунди? 38 секунди. 36 или 38 секунди. 38 секунди. 38 секунди беше 38 минути беше моето време на 5 км. Солидно. Солидно. А Весна во женската конкуренција беше најдобра со резултат 3 часа, 20 минути и 27 секунди, како што имам овде запишано. Што за вас представува овој успех и ете генерално за Скопскиот маратон, што мислите со оглед на тоа што ете во него учествувате што од самиот почеток, ако не се лажам? Да, значи, ајде Весна, повели. Повозрасната. Повозрасната и дама. За мене е уште една потврда со оглед на тоа што ми е 6-та титула која што ја потврдувам како национален првак во маратон, толку на Скопски маратон. Така да искрено сум задоволна со оглед на тоа што и досега е најдобро време од македонки истрчано на оваа патека, па да го наречам еден вид на рекорд на патека од домашни атлетичарки 3:20, значи досега јас немам истрчано подобар резултат на Скопски маратон, така да едно добро заокружување. Александар? Своевидно како манифестација, одлична манифестација, расте од година во година све повеќе. Скопскиот маратон, иако малкумина, ќе речем, се дават изјави дека можеби Скопскиот маратон некако стагнира или во некој сегмент можеби заостанува, треба да се подобри, секако дека треба да се подобри во одредени сегменти и не само скопски, и големи светски маратони треба да се коригира во одредени делови, меѓутоа факт на дел она што го прикажува Скопскиот маратон е дека расте од година во година во секаков аспект. Освен она бројката на учесници, расте во организацијата, што е најважно за нас учесниците, најважно е за публиката и морам да кажам и оваа година да ги пофалам граѓаните на град Скопје, односно на Републикава, што бројката покрај патеката беше значително поголема. Секако дека не можам да кажам дека тоа е нешто што се радуваме и што сакаме да го видиме дека сега ќе излажам ако кажам дека бројката на луѓето излезени на улица да ги поддржат надпреварачите беше кој знае колку голема, меѓутоа беше поголема затоа што ќе си дадам за право да компарирам од година во година, бидејќи сме од самиот почеток, како што кажа Весна, како што најавивте вие, нели, од 2007 година, па нели, од година во година е многу полесно да се направи компарација и да се даде еден суд, одошто нели прв пат човек кој ќе излезе и не може да даде компарација или ако бил на некој многу поголем маратон од Скопскиот маратон, да речеме, не знам, Берлин, Будимпешта и така натаму, маратон каде што е со традиција преку 50, преку 100 години се некои со традиција каде што самата граѓанска маса, да речем, граѓаните во тие градови се навикнати, тоа е една да, така, тоа е еден вид традиција, еден вид празник за градот каде што сите се излезени со цел да ги поддржат надпреварачите и да уживаат во тој дел, во тој ден, не да бидат нервозни затоа што бил блокиран сообраќајот и така. Бевте заедно рамо до рамо на дел од патеката сега во Скопје? Не. На загревањето. Да, загревање само. Не, тој си има свој ритам, јас имам свој ритам и ако се залетам, не дека јас не можам првите неколку километри да трчам, ако се залетам, тоа ќе ми влие понатаму на резултатот и на шансата дали воопшто ќе ја завршам трката. Бидејќи го постигнав своето најдобро време, тоа значи дека си била во ритам цели 42 километри. Убаво е, ние секогаш им кажуваме и на почетници, и на поискусните, убаво е да си го знаат својот... Торино Наполи 0-2. Браво. И имаме вакви моменти. Добро, проблем. Затоа сме тука. Тоа ми беше зборот дека обично тоа им кажуваме, убаво е да си ја распоредите силата, 42 километри е патот тука до Велес, грубо речено, или од тука до Тетово, така да убаво е да си ја распоредите силата, што
јас веќе веројатно од големо искуство убаво е распоредив силата, се погоди сончево на почетокот, меѓутоа потоа се наоблачи малци зароси во последните 10 километри, што дополнително ми олесни да имам свежина до крај и да истрчам најдобар резултат до сега. Се грижиш за твојата една година повозрастна сестра кога сте заедно на потеката? Ти текнува, што прави Весна сега, каде е Весна? Па да, секако, се разминуваме. На Скопски маратон, на некои други маратон нема такви доперни точки. Се разминуваме и размислувам нормално каков е незиниот тек на трката. Оваа година размислував и на текот на трката на мојата сопруга, затоа што ни беа директни ривалки во маратонот во домашното првенство. Мојата сопруга учествува за прв пат на Скопскиот маратон и за прв пат во склоп на Александар? Да, во склоп на националното првенство и завршија многу блиско, значи се види дека е баш вистинско ривалство. И така што размислува во дел од патеката и ги гледав, нели, таму каде што има допирни точки на патеката и беше во водство мојата сопруга, што мене не ми се добаѓаше баш, не заради тоа што нели бранам оваа или онаа страна, туку затоа што знам дека не е баш паметно да се залетува во првиот дел од трката, од маратонот, затоа што подоцна и се види дека ова се дел од вашите фотографии на делуваме среќно. Ало изморено, да. Кажете ми, дали е поголема одговорноста да се трча на домашен терен? Апсолутно дека е поголема од аспект на тоа што се обидуваме да ги одбраниме титулите, значи како што велат, нели, спортистите, потешко е да одбраниш титула од што да освоиш, затоа што Весна е веќе 6-ти пат, јас со оваа година сум вкупно 3-ти пат, оваа година 2014-та си 2014, да, 2015-16 и оваа година 2017-та, така што е апсолутно поголема, нели, одговорноста и самиот стимул за трчање пред домашна публика, односно на теренот каде што тренираме и сме израснале, секако голем предизвик. Така, кој од вас прв започна да се занимава со трчањето? Кого вовлече во овој спорт? Што ми ја држиш книгата, тоа е баш наведено во првото текстче. Ќе зборуваме за книгата, така. Брат ми почна како фудбалер и така некако не се пронајде. Па продолжи со атлетика и неколку недели подоцна јас се приклучив чисто од интерес да видам како изгледа на стадион да се тренира, зашто кога си дете, стадион, градски стадион ти звучи како па добро, и сега има луѓе кои што не биле никогаш на стадион, да. И подоцна јас се приклучив, беше во многу краток интервал од некои 2-3 недели подоцна, ама сепак технички пред мене почнала. Така, и сопругата сега се приклучи кон ова и веројатно и следната година ќе ја видиме на Скопскиот маратон. Се надеваме, да, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Добро, нас е одамна е во атлетиката, мислам во рекреативното трчање, маратонско трчање, така и се запознавме. Сега ова е прва година на Скопскиот маратон, успешна се покаже како успешна. Завршија само 1 минута разлика со Весна, така што се надевам и наредната година веќе биде како вид на потик, сигурно дека поминал убаво и дека има импресии. Издржи кралица, ова е книга за успесите и падовите на еден брат и една сестра во свет во кој трчањето е помалку од ништо, но за нив е повеќе од се. Книга за атлетика како што досега не сте сретнале од најдобрите македонски репрезентативци, шампиони и рекордери на долги патеки. Издржи кралица е дневник за трчањето и атлетиката како животен стил, полн со припреми и искуства од дома и во светот. Ваш советник во трчањето и подготовка за следниот предизвик на долги патеки и така натаму, посветено на родители кои не беа совршени и создадоа несовршени деца, така пишува тука. Добро, не само прочитано, туку и запамтено, ми се допаѓа, добро. Така пишува, да. Издржи кралица е символична на насловот, треба да се издржи во кралицата на спортот. Зошто се решивте прво да го издадете ова искуство животно во Долго време го имавме. Мислам, ние имаме свој сајт endurance.mk кој што е прв единствен моментално во Македонија кој што се занимава Сега не е единствен, сега има уште 2-3 сајта, меѓутоа прв со оваа тематика. И на овој сајт освен што кажуваме наши лични искуства, споделуваме и совети, консултации како исхрана. Многу често тоа се случува, посебно сега како што се зголемува масата на тркачи, тоа да не прашуваат. И воглавно и сите прашања секогаш се вртат и
и иако ги објавуваме на нашиот вебсајт, очигледно дека многу и не до многу умина не стигнуваат овие информации. Затоа се одлучивме голем дел од материјалите, текстови кои што сме ги собирале, кои што не сме ги издале во меѓувреме, да ги споиме, да ги ставиме во една ваква книга која што ќе биде достапна за секој кој што го сака трчањето, планира да трча, меѓутоа може да ја гледа како еден вид на општа литература, бидејќи не е само стручно нешто наведено, туку буквално се наши патешествија низ овие 18-19 години. Пред да слушаме твоето мислење во однос на книгата, би бил среќен ако твојот син кој сега има година и половина, Вања, би напишал посвета после 20 години несовршени родители кои создадоа несовршено дете? Апсолутно и верувам дека и нашите родители се можеби горди, најверојатно се надевам горди на тоа што ја дадовме посветата на книгата кон нив, затоа што се шегуваат, се главната иницијална каписла поради која нели сме почнале да сме се насмериле во спортот, без разлика дали тоа трчање можеби нешто друго ќе било, трчање кралицата на спортовите и затоа посветата е кон нив, затоа што тие биле иницијатори, можеби не иницијатори да не туркаа да бидеме во спортот, меѓутоа иницијатори во смисла како родители кои што треба, така јас го сваќам тоа кон моето дете, се надевам и другите родители дека децата треба да се насмерат кон спортот, дека спортот е на најздрава карика која што дека трчањето не е апсурдно загубено време, например. Да. И тоа, дел од книгата. А личи како да сум ја читал. Да не имаш пришивана Ама не, клучните работи ги имат. Не дека држи. Сакав да се надоврзам на кратко, ако ми дозволите, околу содржината на книгата. Весна веќе кажа во главно што содржи книгата. Јас само сакам да потенцирам дека тој е еден, значи она рече нели има стручни, практични работи. Меѓутоа оваа книга е издржи кралице книга која што е јас би рекол еден своевиден вид на микс меѓу есеи и практични совети за трчањето. Односно, она што секој кој што се занимава со некоја тематика, дали е тоа трчање, дали е музика, култура, би сакал да го сретне и да го доживее некако преку своја кожа. Исто и јас кога ќе земам некоја книга да прочитам и ќе се пронајдам во тој текст како му било тешко во известна трка, тренинг, како кога се облекол вака или не знам било како амбиенталните услови, се пронаоѓам себе си и тоа мене ми интересно и ме навлекува. Тоа сакавме да го доловиме на кирилица, на македонски јазик, нешто што ние сме го доживеале, сакаме да го пренасочиме низ призмата на оваа книга, кон читателите, односно кон оние што се занимаваат со трчање или кон оние што допрва ќе почнат да се занимаваат со трчање. Мотивирачки делува во секој случај? Па се надевам, за читателите дека ќе биде мотивирачки. За нас мотивирачки за гледачите кои што не гледаат сега на телевизија. Вашиот татко своевремено се занимавал со гимнастика. Весна, еве, како девојче, дали не си посакувала и ти да започнеш да се занимаваш со гимнастика исто како твојот татко или се насочи кон трчањето, атлетиката? Дефинитивно, јас сакав гимнастика многу повеќе од атлетика. Меѓутоа така времето проаѓаше додека јас си најдам соодветен клуб, обично препорачливо е некои 5-6 години да бидеш на 5-6 годишна возраст да почнеш со гимнастика. Кога баш на тој тренинг брат ми кога отидов да го дзирнам на атлетика што прават, тренерот сега веќе покоен Методија Веновски кој што ни беше долги години тренер и од него го научивме овој спорт. Тогаш ми кажа, значи јас му кажав, јас не сакам баш атлетика, јас сакам повеќе гимнастика, пливање и тогаш ми кажа дека сум релативно, тогаш имав некој 11 или 12 години, ми кажа дека си стара за да почнеш со гимнастика. Атлетика е нешто што можеш и цел живот, бидејќи со гимнастика реално најстарата е гимнастичарка можеби околу 19-20 години, потоа веќе телото ги губи оние перформанси кои што може да ги достигне кога си во помала возраст. Сакав гимнастика, се правев. Значи знам во мало секогаш сме скокале со другарките, сме правеле салта премети, звезди, се што. Не ти било страв, така? Да, не ми било страв затоа што имало другарки кои што седеле на страна и не можам да го направам тоа, јас не сум го имала тој проблем. Така да можда и е нешто генетски од тоа татко ми што бил гимнастичар. Александар, планираш ли, дали има некаква можност да те видиме во Пекинг 2020 на летните олимписки игри? Дали си го посакуваш тоа?
Апсолутно дека го посакувам. Верувам дека секој спортист, особено маратонец, го посакува тоа, затоа што знаеме дека... Односно во Токио, се извинувам. Токио, да, 2020. А како рековме, Пекинг? Не. Пекинг, да. Да, Токио 2020. Секако дека го посакувам, ја го посакував и во Рио, не успеав. И продолжувам со своите напори да стигнам најблиску до нормата или евентуално исполнување на нормата, иако е можеби звучи далеко, меѓутоа јас тоа е моја филозофија. Се додека има страст, пасија во мене во тоа што го работам, ќе го работам со полна сила, полна пареја што велат. Кога ќе згасне таа пасија, ќе одам во планина, ќе бирам чаеви, ќе се дружам и така. Меѓутоа ова сакам да го правам. Може алтернатива. Да, алтернатива. Меѓутоа ова што го правам во моментално во маратонот, сега што го правам со огромна пасија и страст и сакам да го правам на едно највисоко ниво. Се надевам, работам посветено во делот со атлетиката, односно маратонското трчање и се надевам дека можеби ако не биде Токио, можеби наредната ќе имам секој ден мора да трчате, мора да се грижите за исхраната на начин на кој што тоа го правите и пред трките? Па не тренираме секој ден, еден ден во неделата ни е одмор. Тоа јас го избрав да биде понеделник и Весна е како day off што се вели на англиски, го имаме како одмор, затоа што тоа е, ќе го сретна читателите во книгата. Одморот е еден од најклучните работи за успехот, односно во тренажниот процес на еден атлетичар, особено во маратонското трчање, затоа што маратонското трчање е многу захтевна, дедицирана дисциплина која што бара соодветен одмор, регенерација на телото и организмот за да почне повторно од една свежа позиција на атакување на високи резултати. Инаку ја спомена и 3-0 Наполи. Торино Наполи 0-3, 28 минута во второто полувреме. Ја споменавме исхраната, еве зборам во моје име, Весна ќе се изјасни за себе. Јас долги години се обидував да се хранам како што нели она by the book, како треба, велнес, здрава исхрана и така натаму. И во тој период кога се обидував да внимавам на исхраната, тогаш ги имав најслабите резултати, затоа што зачудувачки, меѓутоа ќе објаснам зашто е тоа така, затоа што сме сепак маратонски тркачи и тренизите кои што ги работиме се многу захтевни и бараат многу внесна многу калории. И кога внимава човек, малце се доведува, односно не малку повеќе се доведува во дефицит на калории и тоа баш не е добро и за маратонскиот тркач. И на еден подолг период тоа се рефлектира директно на здравието, односно мене во тој период ми се рефлектираше во форма на анемија. Затоа продолжив со многу исхрана, па можам да кажам дека во последно време и не толку внимавам на исхрана, меѓутоа ги внесувам оние потребни калории. Гледаме на кој начин се хранат велосипедистите, например, на Тур де Франс, бидејќи има цела приказна околу начинот на кој што тие се подготвуваат и исхрануваат. Веројатно е друго ниво. Предпоставувам дека е слично и со маратонското трчање. Слично е за луѓе кои што се професионални маратонци. Меѓутоа ние не сме за жал професионални маратонци, ние сме обични аматери во маратонското трчање, иако пак ја речам за жал, јас лично би сакал да бидам професионалец. Професионални се дел од источноафриканските тркачи кои што доаѓаат тука во Скопје. Значи буквално идат и кога одат на трка кажуваат тука сум само за работа, не дојдов да го видам Скопје и да ги видам спомениците на плоштад, туку дојдов да истечам трката, да ги земам парите да седам дома. Ние сме друг тип, значи ние сакаме да го работиме тоа професионално, меѓутоа условите во нашата држава се уште не се на тоа високо ниво, да има фирми, дури и државните институции кои што би вложувале во нас финансиски, за да ти можеш тоа да го доживееш како професија, односно како да можеш да живееш од тоа. Професија сусврно значи дека ти живееш од таа работа. Кај нас за жал сега немаме толку големи заработувачки, ниту шанси за поголеми заработувачки. Завршите двајцата, ако не се лажам, полициската академија. Да. Немам никаква допирна точка. Со тоа, апропо професијата. Таму дипломиравме со надежда дека ќе имаме поголеми шанси за вработување. За жал, останавме шансите. И продолживме понатаму нели со секој со својата потрага на екзистенцијално прашање, нели? И паралелно продолживме со тренирање атлетика на највисоко ниво колку што возможува, нели, ова општество највисоко ниво.
И јас и понатаму ќе продолжам да го работам ова на највисоко ниво, како што претходно напоменав, додека имам пасија и страст во мене. Меѓутоа паралелно морам да работим и тоа е тоа што ја прави разликата меѓу професионален маратонец и аматер. Какви се плановите за иднина? Спомена дека ќе го работиш ова и понатака, значи што да се очекува од вас во следниот период? Ако говориме за блиска иднина, Берлин, па Бостон, па Нью Йорк. Па би сакал, нормално, желба на секој маратонец. Што ќе се реализира? Желбите се едно, реализацијата е друго. Токму така, да. Блиска иднина, за мене блиска иднина значи есенска полусезона, затоа што маратонското трчање е пролетна полусезона и есенска полусезона. Летниот период нема полусезона, барем во оние европски земји, затоа што се високи температури и не се оптимални за маратонско трчање. Меѓутоа на есен еве како една мала агенда што си ја правам, значи со завршување на едната полусезона си правам во главата една агенда која што би ми следувала, затоа што без цел некако и нема да го истераме периодот за подготовки. Јас имам цел. Внимавај сега, Торино, Наполи 0-4. Да. Значи, како да кажем, браво. И прва трка која што сакам во есенската полусезона е да ми биде на Охридската трка, по Охридското крајбрежје, би значило за мене по прв пат деби на таа трка, таа е 30 на километри, грубо, мислам дека 30 километри е. Една, оние што нели сите од нас сме биле, дали со водење, со трчање, најчесто со автомобил, знаеме дека е онака брановита баш од Светина до Охрид, брановита патека и е трка која што за мене е еден предизвик. Би сакал за прв пат да ја настапам, таа е септември, 8 септември, на нашиот празник, државен празник. После таа размислувам да настапам на Балканското првенство во Загреб, Балканско првенство маратон во Загреб, кое што мислам дека ќе се поклопи со нашето домашно, односно со нашиот домашен маратон, тој маратонот, поштенски маратон во Прилеп, па ќе треба да се одлучам за една од тие трки и за крајот сезоната во ноември би сакал да го повторам маратонот кој што го почнав, кој што го истрчав минатата година во Истанбул, еден од најголемите светски маратони кои што се трча на два континента, на азискиот и во европскиот дел, така што ете да го подобрам, да се обидам да го подобрам впечатокот што од минатата година, бидејќи нема баш успешен настап во Истанбул, па ќе видиме како ќе се одвијат работите. Од прилика тоа би била агендата. Така, Весна? Јас не знам, се размислувам се уште за таа есенска полусезона, како што рече Александар. Тука на гости оваа година на Скопски маратон беа трите близначки од Естонија, нивни олимпијки. Веројатно беа поактуелни, па и вие знаете за нив. Тие се нели од Естонија, од Талин и ме поканија да ми дамете јас за возрат нивен гостин, бидејќи имавме добра комуникација додека беа тие. Петиот гол на Наполи против Торино. Мислам дека почна да ракоме да играат. Да. Така да би сакала оваа година една трка која што надор ќе ја истачам да биде баш за прв пат Талин маратон или полумаратон, ќе видиме како ќе бидам подготвена. А за друга трка на домашен терен исто така јас го планирам традиционално поштенскиот маратон кој што се организира во Прилеп веќе трета година поред. И тука некаде би ја завршила јас таа полусезона, бидејќи препорачливо е по некои 2 до 3 маратона максимално годишно да трчаат професионалците, така да тоа би било некое заокружување за да не се претера во сето тоа. Здрава е конкуренцијата машка тука во Македонија? Во маратон? Мислам, конкретно збориме за маратон или за маратон, да. За маратон. Па имавме своевиден, луѓето го нарекуваат дуел на овогодинешниот маратон. Еден од надпреварачите, квалитетни надпреварачи во Македонија настапуваше за прв пат на домашното првенство маратон. И јас тоа го објавив на мојот Facebook профил. Не го гледав тоа како дуел, затоа што во маратонот сметам дека нема дуели. Маратонот е предолга приказна, која што мора човек да се фокусира на својот тек на трката, не да се фокусира на конкуренцијата, затоа што ќе го загуби фокусот најверојатно. И
можеби другите надпреварувачи, ето мојата директна конкуренција се фокусирале на мене, па не успеа да ме победат, или пак јас растеретен сум бил, растоварен сум бил психолошки. Меѓутоа, имав одличен настап на овогодишниот Скопски маратон. Ете, почнавме нели со Скопски, ќе се надоврземе. Имав цели 10 минути разлика пред вториот надпреварувач, што е во маратонското... Што супер предност. Огромна предност, огромна предност во маратонското трчање. 10 минути е сериозна предност во маратонското трчање, тоа се сигурно добри 2,5 километра. Сега, јас не би рекол дека другите надпреварувачи истрчале послабо, туку можеби јас сум имал добар ден и добра подготовка, нормално, што е клучот. И истрчав одличен резултат, 2 часа и 41 минута, што значи 4 минути подобро од најдобриот мој маратон истрчан во Скопје. Минатата година истрчав 2 часа и 45 минути, а што значи пак 3 минути послабо од мојот најдобар резултат истрчан во Милано 2015, што е многу близко, што сум сериозно задоволен од резултатот, затоа што Скопје како стаза е многу брз маратон, меѓутоа како амбиентални временски услови не дозволува многу брзи времиња, па можеби затоа тргнав порезервирано, инаку верувам дека во нозе на овој маратон имав испод 2 часа и 40 минути, што ќе значеше баш приближување до мојот најдобар резултат, можеби подобрување. Вели митот, кога сме веќе кај времињата, митот за 2 часа 42 километри и 195 метри. Е мит? Интересно. Сега за сега е мит, да. Имаш еден обемна тема. Јас во книгата пишувам дека е мит и зошто е мит. Имаше обид пред 2 недели, ако Весна коригираме, така пред Скопски, ден пред Скопски, значи пред 2 недели во саботата. Само да ви создаде притисок уште Не, да не мотивира. Да не мотивира затоа што човекот што го направи обидот леташе буквално, значи леташе Елиот Кипчоге. Имаше тој проект на една фирма, на еден спортски гигант. Нема да споменуваме да не правам јас реклама непотребна. Значи се вложија многу средства во тој проект и се дадоа напори, условно кажано, под илегални услови да се направи, да се бутне границата од 2 часа. Се одржа маратонска трка на Формула 1 патеката во Монца и имаше огромна, перфектна логистика на самиот ден. Зашто велам илегални? Затоа што се правилата кои што ги налага ИААФ, тоа е Интернационалната аматерска атлетска федерација, се косе, односно правилата кои што беа на трката во Монца се косе со правилата на ИААФ, меѓутоа свесно, затоа што пак во регуларна трка знаат сите дека не може да се... Повеќе беше научно истражување, отколку да видиме како би било тоа во нормални услови. Благоречено во лабораториски услови. Да, бидејќи патеката беше строго контролирана, се трчаше во Монца на патеката за Формула 1, која што е идеална, идеална, брза, рамна, свиоците биле точно измерени, дека не се толку нагли како што би биле во реални услови, да речеме, кога мораш да правиш... Во ниту еден град. Да, каде што имаш, или имаш, секогаш има некоја благо горнина, долнина, макар блага, некаде и пострмна, ваму се е рамно, има буквална поставеност како на птици, нивните пейсмейкери, за да им градат во случај да има ветер, течностите, водата, изотониците како што им беа давани, им беа во движење со специјално дизајнирани шишиња за да можат брзо да ги внесуваат течностите, да не им попречи ниту една секунда да изгубат. Така да пейсмейкерите се оретираа постојано на секој да бидат свежи. 2 круга има нови, тројца пейсмейкери. Имаше многу кршење на правилата, меѓутоа човекот што пак ќе речем ке ние со Елиот Кипчоге и нормално ги промовира нивните најнови патеки истоимениот бренд, кој што вела дека заради тие патеки нели е истрчан и таков резултат, што беше многу близу верували не до бариерата од 2 часа, односно истрча 2 часа и 25 секунди. Падна, бидејќи ја гледав лайв, директно ја гледав трката, падна во последните 2 круга ритамот на човекот кој што се обиде, Елиот Кипчоге, кој што се обиде да бутне границата под 2 часа, меѓутоа е човекот чудовиште. Мислам со сите тие услови без разлика
со сите тие кршења на тоа се огромни брзини, да. значи еве ќе доловиме на гледачите кои што не толку се занимаваат со трчање или воопшто не се занимаваат со трчање. Тоа се близу 21 км на час на патека од 42 км и 195 метри. Па ете нека пробат луѓето со велосипед да го издржам на преку 40 км, па Ако е на Монца нема проблем. да. Таму самата патека влече неверојатно. Така што да се вратим иницијално што почнавме, јас го кажав тоа во книгата, го имам напишано уште пред можеби 3 години дека тоа е еден мит и останувам на тоа дека е мит, не затоа што сега не се истрча, па ете јас се ситам дека ете тоа што го напишав, ете не успеавте, па бе во право туку затоа што во нормални услови тоа мислам дека нема да го доживееме. Нормални услови се градските урбани трки кои што се нели под друг вид на услови. Да, и под капата на ИАФ, односно не се вакви експериментални лабораториски услови, и стојам на тоа и пишува во самата книга со факти, статистики зашто тоа не може да биде доживеано во блиска иднина. Трчањето во Скопје станува мода и јако нека е. Да, не ни пречи. Баш Чувствувате дека е така, дека чувствуваме посебно еве како што затоплува, посебно и во периодот пред Скопски маратон, така се погодува пред пролетната и летната сезона, кога се подготвуваат луѓето и за на плажа, нели, за да изгледаат што поубаво, да ги строшат, да ги стопат вишокот на масти и килограми. Знаете кој трка во моментот на Монца? Да, тоа е таа трка. Да, почна во 5 чудовиштето. Ете го чудовиштето. Во 5 часот и 45 минути рано наутро за да искористат таа свежина, да. Уште е темница. И мислам се е перфектно, дури можеме да забележиме и линијата, тоа е таа линија, ласерска линија, 2 часа. Под 2 часа, значи доколку се движат во таа линија, а се движат до последните 2 круга. Вака се приклучуваат пейсмейкерите, можете сега баш тој момент го гледаме, како се приклучуваат буквално без да им попречат, едни се повлекуваат, во ист момент други се приклучуваат за да континуитетот се одржи. На самом ритмот. Тие се на крај, значи тие тројца со вода, воопшто да не изгубат ни една секунда. Колку вие губите секунди, нели, кога се освежувате со вода, пошто мора на онака во одреден период од трчањето, нели, да се освежите со вода. Да, така убаво рече, обично се тоа на секој 5 километри. Тие се поставени тие пунктови, а при крајот на трката и малце се позачестени, при крајот на маратонската трка се малку позачестени и на Скопскиот маратон е тоа така. Не би можеле да кажеме колку грубо губиме, тоа што ние губиме може и без ја би рекол и беззначително затоа што ние не сме во тие елитни светски рамки на маратони под 2 часа и 10-5 минути. И не би било нонсенс, како да кажам, би било да ги обвинувам пунктовите на кои што треба да застанувам, да губам, не знам, 5 секунди или така натаму, дај Боже, да истрчам резултат близко до олимписката норма, па колку недостатува за да ја фатиш олимписката норма? По олимписката норма е 2 часа и 19 минути, значи мене ми фалат 19 минути. Да. Така? 2 часа и 41, така е 19. Изгледа невозможно. Јас сепак ќе кажам дека од мој аспект гледам дека е тоа возможно. Со оглед на моите капацитети, можеби да не го работам ова што го работам сега, би бил многу поблиску до олимписката норма, меѓутоа и самото приближување до олимписката норма за мене би значело отварање на тоа што е врата. Да не го работам тоа што го работам во моментот е банкарски службеник. Да, работам во штедилница можности како службеник за информацијска сигурност и тоа е работа која што морам да работам, нели, како што напоменав на почетокот, од екзистенцијални причини, меѓутоа и понатаму продолжувам со високо ниво на тренирање на маратон. Ова се инсерти од надпреварот работнички Вардар на националната арена во Скопје 0-0 по 15 минути. Денеска се играат надпреварите од 33-тиот круг во првата македонска фудбалска лига. Покрај овој дерби надпревар, многу интересен е и дуелот во Тетово меѓу Ренова и Силекс. Надпревар кој за Ренова или за Силекс, доколку еден од двата тима загуби, ќе значи крај на надежите за европските купови идната сезона.
Повторно сме во студиото, така. Јас мислам дека ќе имаме уште некој инсерт во однос на фудбалските надпревари кои што ги следиме во текот на овие 3 часа. Кога сме веќе кај фудбалот, колку вие пратите фудбал и дали еве сте заинтересирани за друг вид на спорт? Јас пратев долго време фудбал затоа што и Весна рече се така почнав со спорт преку фудбалот. Долго време пратев фудбал, меѓутоа некако се задлабочив многу во атлетиката, односно во маратонското трчање, во запознавање на домашните капацитети, во запознавање на светските капацитети и имам една своја идеологија која што сакам да ја пренесам на останатите, односно фудбалот е развиен кај нас. Какви ни се резултатите е друго прашање. Прашање за друго елаборирање. Меѓутоа фудбалот е развиен кај нас. Кај нас не е развиена атлетиката. Кралицата на спортовите, тоа е нешто што јас сакам лично, како да реков, еден вид на идеологија да го пренесам на останатите и како што има многу пати кажано, тоа сигурен сум дека нема да афектира директно на мојата позиција во општество како атлетичар, како маратонец и така натаму. Меѓутоа сакам тоа да биде чекор ниво погоре за идните генерации, за моето дете, за децата на нашите деца и така натаму. Меѓутоа ако не почнеме ние да така поагресивно го туркаме овој спорт кој што дефинитивно заслужува пиедестал, затоа што е кралица на спортовите, не сум сигурен и не сакам да оставам на случајност да идните генерации или поидните генерации и така натаму да се протегнува тоа што можеме ние да го направиме и да го ставиме во нашето време. Сакам да го сетиме сериозно. Не за џабе се нарекува кралица, бидејќи основа, база на секој спорт. Така и приоритет треба да е, треба да е приоритет и во основните училишта пред се, да им се да се учат децата дека тоа е нешто најнормално. Значи секој дете сака да трча. Сега родителите денеска се така малце позаштитнички насочени, гледам и кај нас во низ малата дека многу им браните и немој да трчаш, ќе паднеш, ќе си спотиш. Значи најнормално е секој дете така да расте. Значи ние така сме растеле, сме биле можеби други генерации, меѓутоа многу е лошо да им се брани на децата или да им се кажува дека ова е подобро или она е подобро. Самото дете си има потенцијал, а трчањето е, пак ќе кажам, основа на било кој друг спорт. Дури еве во фудбалот конкретно праша и за фудбалот. Основата е трчањето. Да, основа е трчањето. Ова е последниот гол кој што го гледате во овој разговор. Ќе свири крај. Болоња Пескара 3-1. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте гости во Индирект. Посакувам да освоиш олимписка норма, да трчаш на Олимпијадата во Токио. Пейсмейкер да ти биде твојата сестра, Весна, ако е дозволено. Дозволено? Дозволено ако може, да. Дозволено е. Ако можам, ако би можел да на Олимпијадите се посебно две трки. Или може подобро тој на мене да ми биде, бидејќи полесно ќе му биде на него мојот ритм да го прати отколку јас не го бидам. Како и да е, во секој случај ви благодарам што на вистински начин го промовирате спортот и трчањето. Издржите. Благодариме и ние за поканата и благодариме на така сеопсежниот разговор на некои посуштински теми во трчањето. Мислам не така досадни од типот на од кога тренирате и што ве навлече. Имавме со вас еден доста содржаен и конструктивен разговор и многу ме радува што ете така успеавме нешто да ловиме за гледачите. Ви благодарам за гостувањето секако, да се видиме повторно во некоја следна прилика со нови успеси и со нови ваши достигнувања. Јас ќе ви најавам она што следува следно на програмата, секако е информативниот блок на телевизија Нова. Веднаш по вестите продолжуваме со третиот час од емисијата Индирект. Останете на оваа фреквенција.